Министерот за економија Бесар Дурмиши во 5 до 12 се предомислил да не и предложи на владата да ги замрзне цените на производите. Задоволен што трговците по искажаните опомени се опаметиле и ги коригирале цените надолу. Дециден е дека нема да се дозволи раст на цените на најосновните производи за време на празниците. Листата била дополнета со 50 нови продукти. Дел од маркетите веќе објавиле флаери со пониски цени на јајцата, маслото за јадење, месото и сувомеснатите производи, млекото, путерот, јајцата. Дурмиши предупредува, ако трговците повторно станат алчни и ги подигнат цените нагоре, веднаш ќе реагира и ќе активира мерката за мрзнување на цени. Доколку се случи да има нагло зголемување на цените, веднаш ќе побарам да се свика водена седница на владата и да предложам одлука за замрзување на цените. После нашата опомена, трговците се вразумија и ги намалија цените, бидејќи како што кажав, тогаш и како што ќе повторам сега, нема да дозволиме алчно зголемување на цените на основните прехранбени производи за време на празниците. Од информациите кои што ги имаме од Државен пазарен инспекторијат, намалени се цените на дел од основните прехранбени производи кои беа покачени, кај некои маркети се дури од 20 до 25%. За поскапувањето на производите кои не се дел од новогодишната кошничка, Дурмиши вели дека инспекторите на терен утврдиле дека нема простор за пишување казни. Немало пораст на нивниот профит. Тој производ е во берза. Известувањата се дека се продава без профит. Толку колку што се купува, толку се продава. Инспекторијатот, Државен пазарен инспекторијат секогаш на терен ги врши контролите. Премиерот Мицкоски вели дека по опомените и најавите за ограничување на маржите и замрзнување на цените, трговците ги вратиле цените на старите пониски нивоа. Најголем дел од трговците го почитувале договореното и според него засега немало потреба владата да ги ограничи цените. Очекувам во периодот кој што следи тоа да продолжи, иако редовно со интензивна контрола од страна на Државниот пазарен инспекторат ќе се следи состојбата и доколку имаме девијантно однесување од страна на трговците, ќе бидат превземени мерки. Инаку последната мерка која што има владата на располагање да донесе повторно ограничување или лимитирање на цената, но во овој момент гледаме дека најголемиот дел од трговците она укажување, ќе повторам, и замолница ја почитува. На листата на новогодишната кошничка се наоѓаат над 1000 производи. Мерката трае до 15 јануари. Целта на оваа акција беше граѓаните да пазарат во екот на новогодишните и божикните празници по најниски цени на производите, кои најчесто се купуваат во овој период од годината.